Аналитичар, професорот Методи Хаджијанев, добро вечер. Добро вечер. Господине Јанев, Хаджијанев, разговорот би го почнал со тоа што предходеше на ова, нешто што ја шокира светската јавност, масовно бомбардирање на Венецуела, а потоа американските специјалци упаднаа во Каракас, го киднапира председателот Николас Мадуро и сопругата, го пренесоа во Њујорк, каде што ќе му се суди. Вие како поранешен припадник на специјалните сили, прашувам, ве изненадува ова или тоа едноставно демонстрирање на една голема моќ на САД? Прво, не ме изненадува, пошто се што гледаме што се случува, особено заради фактот дека сите челници или тројцата, да кажеме, фронтранери на САД, тој е председателот на САД, овој како се вика подпредседателот и нивниот, ајде условно министер за надворешни работи или шеф на целата дипломатија, јавно го зборуваат тоа дека генерално светот веќе не постои онаков како што го знаеме. А не ме изненадува фактот затоа што САД генерално се уште број еден на светски план кога станува збор за употреба на сила. Излегува некои видеа кои што не знам колкава е веројатноста на тие видеа, меѓутоа зборуваат за некакво си супериорно оружје каде што многу мал број на луѓе успеале за кратко време да парализираат огромна гарда од чувари. Постојат и податоци кои што велат дека многу работи се наместени или договорено, меѓутоа како и да е едното и да е другото, вистинито мора да признаеме за пред се хируршката прецизност и да кажеме организацијска способност да ги комбинирате сите инструменти на моќ, независно дали станува збор за информација, економија, дипломатија или пак станува збор за хируршки водени специјални операции кои што вклучиле комбинација и на воени, но и на експерти од доменот на разузнавачко и безбедносниот сектор, за да можете да го преговарате тоа, да го парализирате тој систем. Како и да е станува збор за супериорна сила која што демонстрира моќ невидено до сега. Да. Интересно е што после ваква успешна операција веднаш следеше закана кон 5 други држави, меѓу кои Мексико, Куба, Колумбија, па еве и Гренланд. Дали е можна таква кулминација со демонстрирање на американската моќ со слични и воени, би рекол, акции, но и еве киднапирање на првите луѓе, авторитетите на тие држави? Значи, прашањето ви е легитимно, меѓутоа тоа е прашање кое што можеби треба да не зачудува ако се уште живееме во светот за кој што веруваме дека беше доминантен и дека се уште тој свет е присутен. За САД, како за Русија и за Кина, веќе тој свет одамна не постои. Не треба пасоши, великуваат земјата. Тоа е тоа, значи тоа е светот во кој што станува збор за екзистенцијално прашање, како што нарекуваат тие, а тоа е прашање за да може да ја сочуваат својата супериорност, без да бидат предизвикани од така наречените peers competitors или нови предизвикувачи кои што бараат нова поделба на моќ на влијание, особено за да може да го зачуваат компетативниот дел во смисла на да ја осигураат онаа супериорност на американска и да го зачуваат америчкиот начин на живот. Тоа значи дека оние робусни акции, воени акции, какви маневри, како што беа во Ирак, во Афганистан, веќе заминуваат во историјата. Не мора да значи, не може да го исклучиме тоа, но најверојатно они нема да инсистираат на такво нешто. Мора да разбереме дека овие акции не се само насочени кон надворешно, значи кон надворешните непријатели, туку и кон внатрешните непријатели, како што ги нарекуваат, бидејќи се погласни се анализите кои што говорат за тоа дека со ударањето по картелите фактички удираат и по потенцијалните нивни политички противници, бидејќи најголемиот број на финансиски средства, како што тие тврдат, доаѓаат токму од овие картели, од овие матни сделки. Излегуваат сега податоци каде што преку, да кажеме, невладиниот сектор и преку, да кажеме, граѓанскиот сектор, ако можеме така да кажеме, биле манипулирани и биле перени доста средства, кои што биле фондови за богатење на нивните идеолошки противници. Сето тоа, за жал, се рефлектира и во европскиот табор, бидејќи голем дел од либерална Европа всушност е поблиску, да кажеме, во политиките во однос на мигрантската политика, во однос на човековите права, во однос на идентитетските права, е поблиску до она што таа идеологија која што демократите ја форсираа изминатите години. Но случајот со Гренланд не е таков, нема таму ни дрога ни ништо. Трамп вели не сакам да бидам сосед со Русија или Кина.
според ова што го слушаме, тој е одлучен да го анектира најголемиот остров во светот. Прашањето е дали може да се нарушат односите со НАТО сојузниците пред се Данска, па и другите кои застанаа зад Гренланд, мислам на Франција пред се. Пред да го одговориме тоа, би требало да кажеме дека постои историска конекција за која многу малку се зборува за Гренланд. Тоа потекна уште од минатиот век, каде што постоеле обиди Гренланд да се понуди, после крајот на Втората светска војна и Труман прави обид тоа да го направи. Одбиен е ваквиот предлог, па започнува базите, поставување и така натаму, и е воспоставен некој си, ајде да кажеме, ферски договор во кој што дел од НАТО припадниците, тоа се пред се британските сили, би требало да патролираат и да ги штитат американските интереси. Бидејќи Британија има сериозен проблем со масовен пат на, да кажеме, вложувањата во доменот сектор безбедност и одбрана. Сето тоа сега според САД изгледува дека тие веќе се оставени самите на себе и реков тоа е веќе онај другата димензија, тоа е надворешната димензија во екзистенцијалниот проблем кој што го гледа во моментално владеачката елита во САД, и тие сметаат дека ако тие тоа не го сторат, она што за што слушаме, и тоа е факт веќе, дека русите и кинезите роварат во тој дел од светот, настојуваат да го освојат или да воспостават правилото кој прв го запоседне територијата да поседува право да ја експлоатира таа територија. Не зборам сега за Гренланд, меѓутоа Гренланд е геостратешки поставен таму. Сериозен друг проблем е во однос на интерконтиненталните ракети во поставувањето на одбранбените штитови, бидејќи доколку не го освојат таа точка, во тој случај голем број од претпоставките за супериорност на нивното оружје може да бидат предизвикани, особено заради тоа што и Русија, особено Кина, вложија многу и напредна доста во тој дел од, да кажеме, војувањето, што се покажа и во, да кажеме, Иран, 12-дневната војна меѓу Иран и Израел, каде што се докажа дека начинот на манувер warfare преку доминација на војното воздухопловство е погубно и е многу скапо. Значи, многу е неодржливо да се војува доколку имате ефтина замена како компензација на одговорот на доминацијата на војното. Прашањето е овие несогласување, евентуалната интервенција во Гренланд, дали може да ја наруши не само стабилноста на НАТО, туку постоењето? Тоа би можело да го наруши дефинитивно стабилноста, меѓутоа верувам дека тоа брзо ќе се избалансира затоа што Европа е крајно изфрагментирана. Речи си да нема водство кое што знае накаде тера, условно да кажеме. И тоа е парадоксот кој што Хенри Кисинџер го има говорено уште многу одамна, меѓутоа периодот во тој дел кога тој го кажал, тоа е период во кој што доминацијата на САД и комодитетот на, да кажеме, само на еден условно идеолошки непријател, тој е Советскиот сојуз, бил вклештен во така наречената теорија на одвраќање, студена војна и така натаму и така натаму. Во услови кога тие се веќе сега светот е веќе отворен, тие предпоставки за безбедносни концепти кои што се од 45-та година се направени врз база на предпоставки од капацитетите и моќта на технологијата во тој период, за да можат да го одржат тој мир и да го одржат таквиот баланс. Сега тоа веќе не постои, особено заради тоа што технологијата отиде многу подалеку, се користат различни инструменти на моќ, а она што постојано се зборува за хибридното војување, значи вие не може да добиете војна со тоа, меѓутоа можете значително да ги еродирате капацитетите на вашиот противник и начинот на кој што е воспоставена да функционира и донесувањето на одлуки во либералната демократија можете да го подкопате, бидејќи да бидеме коректни сега, Трамп се соочува со, или САД условно се соочува со предизвик кој што е внатрешен, либерален, а тој е дека одите на избори, одите на локални избори во кои вашите противници ќе направат се за да ве победат. Кси и Путин ги немаат, они се председатели за секојаш и сега тоа е проблемот кој што они го гледаат. Затоа реков е екзистенцијален проблемот на САД. Тоа што нас те поврзува лично, практично со овие активности на американците, тоа е НАТО, се разбира. Како треба Македонија да се постави во ваква констелација на односи? Владата веќе рече дека го поддржува САД при интервенцијата во Венецуела, против корупцијата, против криминалот и против диктатурата.
Па ја немам некој посебен, сега да кажам, став во однос на ова, во смисла на тоа што би требало ние да правиме, затоа што генерално ако погледнете, ние сме во многу незавидна ситуација. Незавидна ситуација затоа што во изминатите 30 години ставивме all-in на колективните системи и успеавме дури да направиме таква фама од сето тоа, што до некаде и разбирливо, и го поддржувам, нели, фактот дека ние треба да бидеме дел од некаков систем затоа што сме премногу мали, а реално сме обкружени со земји кои што не ни мислат баш најдобро. Можеме да глумиме сега и европски вредности, сето тоа ви паѓа у вода кога ќе дојдат вакви работи, дури и станува опасно ако дојде до, да кажеме, тотален крах на овие системи, да ви суштино станете незаштитени. Зошто? Затоа што сте ставиле all-in на верување дека ќе имате таков колективитет, без да изградите собствен капацитет. Условно, имаме уништено образование или девастирано образование 30 години, имаме девастирано, да кажеме, кохезивност во државата, знаеме каде сме, што сме, и сме многу ранливи, да кажеме, на вакви работи. Така да поставувањето во вакви прашања на страна на посилниот можеби и не е лоша идеја. И ќе го кажам тоа, например, имаше исти вакви, се сеќавам, моменти кога покојниот Борис Трајковски уште во 2002 година кажа дека ќе учествуваме во глобалната војна против тероризмот. Тогашните елити политички прво изјавија дека тоа нема шанси, ние нема што да бараме таму, за да ретерираат после и да се устројат. Тоа оди апропо и на прашањето за Гренланд, затоа и реков, не гледам дека можеби ќе има некој шок, тресак на НАТО, меѓутоа не верувам дека нешто посебно ќе се случи драматично, затоа што верувајте европските лидери, значи парадоксот на Кисинџер, ако може така да кажам, ако сакате да се јавите на Европа, за да кренете црвен телефон, на кому да се јавите? На Брисел, на Лондон, на Берлин, и тука имате проблем. Видете вие Украина, не само тоа, него Украина не знае кој е ставот на Европа однос на Украина. Значи немат. И тука е проблем. Има ли американски зачин во случувањата во Иран и можно ли е ова револуција, контрареволуција, како и да ја наречеме, да го врати шахот, секуларниот шах на местото на мулите? За сега не постојат информации со кои они би сакале да го враќаат секуларниот шах. Дека ќе вратат нешто секуларно, да. Меѓутоа, она што го гледаме од Трамп е, да кажеме, повторно изненадувачки за сите. Значи, иако сите очекува дека ќе стават спротивна гарнитура, да кажеме, во Венецуела, тој кажа не, ако не сме на чисто, не само тоа, него не сме на чисто дали населението навистина е сака таа личност за која што вие тврдите дека треба да биде, нели, таму, и заради тоа се уште вика ни треба време да одлучиме. Дали има зачин во Иран? Ја мислам дека мора да има такво нешто и најверојатно сад работат на тоа, колку ќе бидат успешни не знам, но по се она што го гледаме, значи тоа значи дека нивните војни интервенции не се нели исклучиво тунелски, издвоени само дека ќе употребат сила, тие се реков комбинација на повеќе инструменти на моќ, меѓу кои е и ова, значи да имате внатрешни конекции и врски, што би било и паметен потек. Дали светот се одвива еден процес, би рекол, на ревизија на влијанија помеѓу најмоќните земји? Дали ова договорено на некаков состанок да се поделат зоните на... Еве, сега слушнавме на интересна информација дека се заговари НАТО формат на сојузништво помеѓу Турција, Саудитска Арабија и Пакистан. Пазете, тоа не треба да биде никакво ново изненадување, бидејќи НАТО, оно што ние знаеме за колективни системи за безбедност, премногу е затоа што тоа нас не засега е НАТО. Постои АНЗУС договор кој што функционира уште од времето на студената војна. Постојат други колективни договори, Голскиот залив има некои нивни, да кажеме, договори и така натаму. Значи, такви колективни системи за безбедност е нормално да се очекува, особено кога големите сили, овие регионални сили, значи, остануваат исто така незаштитени и се кршливи, да кажем, под предизвик се на влијанието на големите сили. И е нормално да се бара еден таков сојуз. Паметните држави играат секогаш така, кога ќе сте помал е нормално да се приклучувате кон поголемите. Така да не би ме изненадило дека ќе гледаме нови такви сојузи, но тоа не значи дека Турција би се повлекла од НАТО или дека би излегла од НАТО. Затоа реков, да, дека очекувам дека можно е да има, нели, одредена недоверба, дека ќе постои
вербална демистификација за НАТО или дека ќе му се намали влијанието, моќта за одвраќање во однос на Европа, дека ќе има и така натаму. Сето тоа останува како факт да стои, но не верувам дека ќе има некоја храброст да се излезе на НАТО, затоа што секој од европските држави имаат јасна слика за тоа каде се и што значи за нив да бидат самостојни. Еве за крај, каде се во оваа политичко-воена игра Русија? Има ли нова цел освен Украина или тоа што се заговара со договорот? Каде е тука Кина, каде е Индија? И нивните граници се редовно некако, би рекол, цел на престрелки Индија, Пакистан, понатаму Кина, но постојано е околу над Тајван, влегува во водите на Тајван. Русија засега реално сметам дека нема капацитети да направи нешто повеќе од она што го прави во Украина и мислам дека се што ќе направи повеќе од тоа веќе ќе значи екстензивно или ќе растегне својата моќ и ќе ризикува да има внатрешни проблеми. Бидејќи капацитет засега велам, тоа не значи дека натаму нема да има промена во тоа. Меѓутоа во однос на Кина, која што исто така има само регионални воени амбиции, економските амбиции се глобални и тоа е стравот за сад, затоа што тие сметаат дека нема Кина да застане само на економските амбиции, туку ќе тргне малце на поинакви амбиции кои што ќе значат судир на начинот на кој што се влијае во светот. Токму заради тоа Кина и Русија се обидува да направат и дедоларизација во однос на економската сфера и тоа е нешто што сериозно ги плаши сад, бидејќи губат со тоа сериозна моќ преку одреден инструмент на моќ, тоа е економијата, да можат да влијаат на меѓународен план. Дедоларизацијата би значила губење на капацитетот на SWIFT-от, тоа би значило губење на моќта на контрола на трговијата и така натаму. Колку ќе успеат во тоа треба да видиме, бидејќи постојат анализи кои што укажуваат дека има веќе напредок на тоа, но постојат анализи кои што јасно говорат на тоа дека таквата врска за сега е вештачка и дека си има сериозни фалинки, што би се рекло. Не би должел многу околу тоа, би рекол дека Кина и Русија, Кина има сериозни амбиции на воен план. За до 2035 година планираат да имаат 9 носачи на авиони и тоа веќе ќе значи сериозен проблем за глобална испорака на моќ. И тоа е она што го реков, значи од економски да трансформираат и во воена и веќе се моќ на доменот на информациите и технологијата, бидејќи имаат сериозна технологија, која што знаеме дека геополитички Huawei беше истиснат не заради компетативноста и колку се капацитет и колку се конкурентни на пазарот. И сега сето тоа всушност се рефлектира на потезите кои што ги гледаме од сад. Така да она што би рекол е дека како моќ и како сила се сериозни држави, сад било каков конфликт со нив на долги стази може да ги исцрпи и тоа значи дека може да имаат победа, дека имаат пирова победа. И може да го турне светот во бездна од која нема повраќање назад. Токму тоа е аргументот на Трамп, наспроти сите оние да кажеме ултралиберални идеи кои што го поддржува предлогот на Бајден и за Украина, а тоа е дека мора да се оди до крај, тоа значи Русија да излезе таму, бидејќи тоа беше една промашена, да кажеме, доктрина, која што ги крена влоговите на едно ниво од каде што немате назад, односно водите кон Трета светска војна. Методи Хаџијанев, гостин во тема на денот, благодарам. Благодарам и на вас.